Љубени, добро вечер и добре дојдовте. Вечерашниот концерт представува едно заокружување на сите оние активности кои што Сдруженијето Заедно посилни ги работеше во целиот овој изминат период. Се со една цел, силнување на предрасудите кон лицата со ХИВ. До денес, 1 декември, кој што во светскиот календар на настани е означен како Ден за борба против СИДА, беа организирани повеќе работилници. А паралелно течеше и медиумска кампања, предвидена за да ги едуцира, за да ги образува сите. Што значи ХИВ, кои се начините на пренос и она што е најважно да се знае. Дека денес диагнозата ХИВ не значи смртна пресуда и дека со рано откривање на овој вирус и редовна примена на бесплатната и достапна терапија може да се живее нормален живот кој го вклучува дури и тоа да се биде родител. Едукацијата и информираноста ќе урнат главната бариера. Стравот да се дознае ХИВ статусот, што би значило и навремен третман. Ќе ги урнат и предрасудите, осудата кон лицата кои имаат ХИВ и се принудени тоа да го кријат. Да не дозволиме позитивен ХИВ статус да значи отфрлање од пријателите, губење на работното место и живот на маргините на општеството без никаква здравствена или социјална грижа. Собраните средства од вечерашниот концерт што го организира Заедно посилни значат силна поддршка на лицата кои живеат со овој вирус, а се во неповолни социјални услови или имаат итни здравствени потреби. Затоа од нивно име и од име на организаторот на настанот велам благодарам на сите кои застанаа за оваа иницијатива. Председателот на Република Македонија, Министерството за здравство на Република Македонија, Македонската филхармонија, Обединетите нации во Република Македонија, Амбасадата на Италија во Република Македонија, Музеот на македонска борба, во кој вечерва се наоѓаме, Акцент Медија, Медија Принт Македонија, Нова Македонија, Македонската радиотелевизија, Телевизија Телма, Телевизија Алфа, Медико-фармација, Доктор Пановски, Хотел Арка, Комерцијална банка, ПКБСКО, Бизнис конфедерација на Македонија, Smart Solutions, Сдружение ХОПС, како и на сите вас присутни тука во Музеот на македонската борба и пред да ве препуштиме на музичарите од Македонската опера и балет и Македонската филхармонија. Координаторот во Сдруженијето Заедно посилни Андреј Сених би сакал да ве поздрави и да ви се заблагодари што избравте да бидете социјално одговорни и да учествувате во подигнување на свеста поврзана со ХИВ и СИДА, како и интегрирањето во општеството на луѓето што живеат со ХИВ. Добро вечер на сите. Би сакал да ве поздравам од името на Заедно посилни, групата за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ, како организатор на овој настан. Од името на заедницата на луѓе што живеат со ХИВ, како и од името на крајните корисници на оваа добротворна активност, би сакал да се заблагодарам за поддршката на сите организации, институции, на бизнис секторот, на сите граѓани, медиуми кои што се денес присутни. Се разбира и на оние кои што не можеа да бидат вечерва со нас, но се вклучија со голема поддршка во целата кампања. Заедно посилни, може би знаете, може би не, е организација на лицата кои што живеат со ХИВ и нивни неколкумина блиски поддржувачи, која што постои и функционира веќе 4 години. И во изминатиот период се избори некако да обезбеди свое место во нашето општество и се бори за да создаде подобро општество во кое што ХИВ инфекцијата може би ќе биде уште некое време со нас, дел од нашето секојдневие, но барем да се надеваме нема да биде социјален проблем кој што е предизвикан од предрасуди и од незнаење. За континуираната поддршка во функционирањето на оваа организација на заедницата и сме неизмерно благодарни на Сдруженијето ХЕРА. На луѓето кои што живеат со ХИВ не им е потребно сожалување, особено не денес кога живееме во ерата на антиретровирусната терапија. Ним им е потребна поддршка и разбирање, прифаќање, без оној ирационален страв и без предрасуди, се разбира.
Луѓето со ХИВ денес работат, спортуваат, се дружат, се заљубуваат, формираат здрави семејства. За жал, во светот, а и кај нас, се уште луѓе умираат од ХИВ. Или поради тоа што живеат во делови од светот каде што не е достапна терапија, или пак, како кај нас, например, заради тоа што предоцна го откриваат својот ХИВ статус. Тоа не смее да се дозволи. ХИВ денес не е и не смее да се дозволи да биде смртна пресуда. ХИВ треба да се смета како една здравствена состојба која што им се случува на луѓе поради тоа што прават човечки работи. Само кога ќе ги симнеме предрасудите кон ХИВ и кон оние што живеат со вирусот, луѓето и ќе се охрабруваат да го прават ХИВ тестот порано и навреме. И на тој начин ќе го сочувуваат своето здравје, ќе можат да се грижат за своите семејства, на тој начин ќе се прекине и кругот на понатамошно пренесување на инфекцијата. Сакаме да искажаме благодарност до сите институции, организации, компании, граѓани, јавни личности, како и уметници, кои што донираат средства, донираат своето време, донираат својата уметност или на било кој друг начин ја поддржа ова јавна кампања за подигнување на свесноста во врска со ХИВ. Посебна благодарност им искажуваме на оперските уметници и на инструменталистите од Македонската филхармонија, во чии настапи ќе уживаме за неколку минути. Се разбира и на Македонската филхармонија како институција, која оваа година се вклучи како наш поддржувач, но и на Македонската опера и балет, со која што започна оваа иницијатива пред 2 години. Се разбира и на Музеот на македонската борба за отстапениот простор. Како што веќе чувте, намената на овие средства е тие да бидат една скромна помош, како што и досега беше тоа, за луѓе кои што живеат со ХИВ, но за жал се наоѓаат во неповолни социјални услови. Јас толку имам пред почетокот на настанот и би сакал да ви посакам една прекрасна музичка вечер. Ви благодарам. И сега веќе е време за музика. Во знак на поддршка на лицата со ХИВ, вечерва настапуваат првенците на Македонската опера и балет Славица Петровска-Галич, Весна Гиновска-Илкова, Ѓорги Цуцковски, Владимир Саздовски, во пијано придружба на Андреја Наунов и Весна Тасевска, кои ќе изведат арии од познати опери од Моцарт, Пучини, Верди, Гуно и Масне. А веднаш по нив своја изведба ќе има камерен ансамбл на Македонската филхармонија во состав Ана Кондратенко, Владимир Постов, Лидија Добревска, Владимир Крстев, Марко Виденовиќ, Дубравка Зајкова, Дејан Теодосиевски, Александар Поп Христов. На програмата се дела од Моцарт, Властимир Николовски, Джон Вилијамс и Лирој Андерсон. Cara mia, il catalogo è questo, il re chiamò il padron mio, un catalogo che ho fatto, osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Almania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna son già 1.300. 1.300. Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, ma contesse baronesse, marchesane, principesse e madonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni età. In Italia 640, in Almania 230, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Skopje son già 1.300.
trova d'ogni forma, d'ogni età.